Ако можеш да ми се представиш и да ми кажеш што е твојата професија. Така, јас сум Ана Лабор, жена во Штар од Преспа, јаболкопроизводител. Меѓу другото, покрај одгледувањето на јаболка, јас се развивам малку поинаков тип, односно агротуризам, каде што гостите имаат можност да дојдат да го посетат овоштарникот и сами да се соберат овошје. Добро, кажи ми колку време го работиш ова, од кога? Во 2018 ги отворивме вратите за посетители од овоштарникот и веќе активно работиме со тоа што само сезонски од месец мај до крај на октомври кога завршуваме со берба на јаболка. Така, каде се наоѓа овоштарникот и каков е интересот? Дали имаш туристи, посетители? Овоштарникот се наоѓа во село Царев двор, тоа е во срцето на Преспа. Посетители, кога започнавме, имавме само странски гости со работка со туристички агенции, меѓутоа од ковид навака македонскиот народ дозна за нашиот овоштарник, така што секоја година се повеќе имаме македонски, односно домашни гости туристи. И оваа година веќе надминавме бројка од 1000 посетители во оваа сезона, што јас сум супер задоволна и нели тоа ме мотивира за да продолжам ова да го работам. Добро, млада девојка си, што те натера да останеш во Преспа и да го работиш ова? Не знам, претпоставам дека може би твоите родители ги се занимавале со овоштарство. Така, моето семејство веќе повеќе од 60 години се занимава со јаболкопроизводство. Јас како сите други млади заминав во Скопје да студирам, останав таму 15 години, заминав во Дубај, бев таму 3 години, меѓутоа ние, како што викаме, дома си е дома, се вратив назад и сега живеам тука, заедно со сопругот и го развиваме, работиме исклучиво овоштарство и агротуризам. Агротуризам. На овие обуки што ги организира UNDP, колку ти помагаат, што научи и колку ќе ти користат понатака во твојата работа? Така, апсолутно многу. Значи, ние како овоштари треба да бидеме свесни за заштита на животната средина и покрај заштита на овошката, односно да произведуваме квалитетно јаболко. И јас сметам дека треба сите да поминеме низ овие обуки. Истиот тип на обуки беа и пред 10 години, кога мојата мајка беше тогаш овоштар и ги практикуваше, така што баш е ова. Ние продолживме со тие навики, тој начин на производство и сега е само освежување и научување нешто ново за да го следиме трендот. Така, колку од овие нови технологии ти пременуваш во твојот овоштарник? Па многу, баш денес имаме за интегрално и каде што јас сум среќна што практикувам се тоа што професорот ни кажува, ни учи. Добро, дали имаш колкава производство на јаболка имате во вашиот овоштарник и како оди пласманот, продажбата? Така, оваа година јас сум екстремно задоволна и од производство произведов 135 тона на јаболка на 2,5 хектари и веќе мисли сите јаболка продадени. Во земја или во странство? Ние продаваме на фирми кои што се трговски фирми регистрирани во Македонија, а тие потоа извезуваат. Дали сте задоволна со откупната цена? Многу. Оваа година да. Добре. Може и подобро, секогаш може и подобро, меѓутоа доколку и оваа цена опстане и други години ќе биде супер за нас, за сите јаболкопроизводители. Супер. Фала ти многу. Фала ви вас.